почитувани присутни представници на медиумите, почитувани присутни, економијата тоне, сиромаштијата се зголемува, а стопанството трпи и оди во бездна. Нема ништо од тоа што Заев го нарекуваше економска година, живот, прав пат и така натаму, трета година поред. И тоа не е така, затоа што сме опозиција и наша работа е да критикуваме, туку затоа што и бројките тоа го говорат. Реалноста говори дека Македонија тоне. Несигурноста е се присутна, во домашните компании ништо не се менува, а наплатата оди се потешко. Секој изминат месец е загуба за економијата. И ова не го зборувам на памет, туку ова ќе го подкрепам со неколку индикатори и со бројки. Ке започнам од конечниот извештај на Управата за јавни приходи за 2019 година. Ке подсетам, периодот на анализа е 1 јануари 2019 заклучно со 31 декември 2019. Зошто ова го кажувам? Ке кажам малку подоцна. Имено, даночните приходи кои што биле предвидени од страна на Управата за јавни приходи дека ќе бидат собрани во 2019 година, биле на ниво од 86 милиарди 520 милиони денари. Но за жал, она кое што успеало да го реализира Управата за јавни приходи во календарската 2019 година е 82 милиарди 319 милиони 264 229 денари. Или тоа е за 4,86% помалку од тоа што било на почетокот од оваа календарска година планирано да го реализира Управата за јавни приходи. Ке ве подсетам, буџетот за следната 2020 година е поголем за 5% од тоа што беше во 2019-та. А бројките говорат дека Управата за јавни приходи како најголем полнач на буџетот, всушност во 2019 година не успеала за цели 5% поени да го исполни она кое што самата си го задала како цел. Или тоа е некаде околу 4 милиарди 200 милиони денари или цирка 70 милиони евра помалку од тоа кое што било планирано на почетокот на годината. Што значи дека тоа што го направила Управата за јавни приходи е доволен доказ да кажеме дека и заклучиме дека не само што економијата оди во погрешен правец, туку оди и во бездна. Само за месец декември 2019 година биле планирани околу 8,5 милиарди денари да бидат прибрани од страна на Управата за јавни приходи, а биле прибрани околу 8 милиарди и 50 милиони денари. Или за 5,77% помалку од истиот декември во 2018 година. Управата за јавни приходи, даночните приходи ги темели на 3 столба. Првиот столб е данокот на добивка и тоа е катастрофален, односно за цели 24,49% е понизок од тој кој што бил планиран на почетокот на годината. Данокот пак на личен доход е за 1,98% помало тој што бил планиран и тоа е така само поради тоа што имавме зголемена даночна стапка заклучно со месец октомври. Доколку немавме зголемена даночна ставка, односно доколку не се извршеше груба плячка на граѓаните и стопанството во Македонија, и оваа ставка на потврдување ќе беше двоцифрена. Кај ДДВ-то, данокот на додадена вредност, имаат околу 0,15% помалку од планираното. Или се на се, тоа е приближно 5% помалку од планираното, или за цели 70 милиони евра имаат потврдување од тоа што било планирано на почетокот на годината. Доказ дека на економијата не е оди добро. За извор, ќе го напоменам, извештајот кој што го издава Управата за јавни приходи. Втори индикатор дека имаме цунами економија, односно катастрофа во економијата, трета година поред, е бруто домашниот производ кој што гледаме беше дел и од онаа скапо платена кампања на СДСМ по медиумите и така фалени резултати кои што се однесуваат до порастот на бруто домашниот производ. Но тоа е кога споредувате погрешни индикатори, тоа е она кога се обидувате на брутален начин да ја лажете и манипулирате јавноста. Имено, сега,
како извор ќе го земеме извештајот на Светска банка и ќе споредиме како индикатори два периода, и тоа првите 3 години во периодот 2006-2008, кога се формираше втората влада на ВМРО-ДПМНЕ, и периодот 2017-2019, кога оваа влада на Зоран Заев и СДСМ беше избрана. Но истовремено, растот на бруто домашниот производ во македонската економија ќе го споредиме со растот на бруто домашниот производ во Европската унија за истиот период. Па ќе заклучиме. Во периодот јуни 2017-2019 година, декември, растот на македонската економија е приближно 2,14%, односно растот на бруто домашниот производ за тој период. Додека пак растот на бруто домашниот производ во Европската унија е за истиот период 2,2%. Период мај 2006 јуни, заклучено крај декември 2008 година. Растот на бруто домашниот производ во македонската економија е 5,7%, додека пак растот на бруто домашниот производ во Европската унија е 2,32%. Или тоа е 2,5 пати поголем од истиот раст кој што го има бруто домашниот производ во Европската унија. Додека пак сега е за 0,97 пати помал од тоа кое што го има растот генерирано бруто домашниот производ во Европската унија. Со други зборови, за 2,5 пати за истиот тој период бил поголем растот на бруто домашниот производ во Македонија споредено од тоа што е сега. Кога сме кај странските инвестиции, трет индикатор, извор Народна банка на Република Македонија, заклучно со третиот квартал 2019 година, странските инвестиции се околу 113 милиони евра, или споредено со истиот период од минатата година, кога стопанството беше под жесток притисок на информацијата дека од 1.1.2019 ќе се зголемуваат даноците во нашата држава, биле инвестирани за 186 милиони повеќе отколку тоа што го направија во оваа година. Или, да го поедноставиме, оваа година, заклучно со третиот квартал, заклучно со месец септември, имаме за 186 милиони евра помалку директни странски инвестиции отколку за истиот период минатата година, и тие се на ниво од 113 милиони евра. Колку за подсетување, соседна Србија за истиот тој период има 2,6 милиарди евра директни странски инвестиции, Словенија има 695 милиони евра, соседна Бугарија има 460 милиони евра. Четвртиот и петиот индикатор за кој што денеска ќе зборуваме, во наредните денови ќе зборуваме и за другите индикатори во економијата и ќе докажеме дека ние, освен цунами економија која што се движи кон сигурна бездна, немаме ништо друго. Сето друго е само блескаме во главата на Зоран Заев и СДСМ. Имено, индустријското производство, внимавајте каква опаѓачка траекторија има. Во август месец 2019, споредена со истиот месец 2018, имаме 9,8%, септември имаме 6,1%, октомври имаме 4,2% раст, додека пак ноември имаме 2,1% опаѓање, споредено со ноември 2018. Слично нешто ќе имаме и во декември. А истото поради високата база од првиот квартал оваа година ќе ни се случува и во првиот квартал во 2020 година. Петиот индикатор, бројот на работници во индустријата. Август месец 2019, споредено со август месец 2018, имаме за 1,6% помалку од тоа што било во август месец 2018. Септември за 1,6% помалку. Октомври за 2,2%. Ноември за 2,8%. Или пак ако го анализираме периодот од јануари месец 2019, заклучно со 30 ноември 2019, имаме за 1,5% помалку вработени во индустријата од тоа што го имавме за истиот период во 2018 година.
Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, Зоран Заев не е повеќе премиер, но со оваа држава управуваат остатоците на неговиот трул, криминален и транзиционен систем. Потребно е да се порази тој систем препон со афери, скандали, тендери во 4 очи, виткање на кичма, лаги, измами, неправда, криминал и корупција. Македонија нема избор. Македонија мора да оди вистински напред, горда, достоинствена и стоисправена кичма. Македонија мора да изгради општествено развиена економија, технолошки инвестицијски тигар на Балканот и најважно, за сето ова, да се даде шанса на квалитетни професионалци и стручни луѓе. По 12 април доаѓа обновата на Македонија. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете, ви стојам на располагање. Да. Вчера беше избрана техничката влада. Што очекувате во наредните 100 дена, особено во ресорите во кои што има министри од ВМРО ДПМН, труд и социјала и внатрешни работи, и зошто, дали имате сознанија зошто двајцата министри не беа на приемот кај председателот Пендаровски? Па видите, председателот Пендаровски од протоколарни причини, предпоставувам, не ме покани мене на неговата инаугурација, не ме покани на новогодишното одбраќање, предпоставувам најверојатно исто од такви протоколарни причини и до година ќе се обиде да го заобиколи лидерот на тогашната опозиција, но ќе видиме, можеби тогаш протоколот ќе се подобри. Нема вообичаена пракса да министрите после нивниот избор во рамките на парламентот да одат на гости кај господин Пендаровски. Предпоставувам, водени од таа невообичаена пракса, тие одлучиле да се посветат на екипирање на нивните кабинети, правење план за нивните работни активности во периодот кој што следува во следните 100 дена. Ме прашавте што очекувам. Имаме сериозни индиции за злоупотреба, прекршување на законите, прекршување на овластувањата. Во последните денови од мандатот на премиерот кој замина Зоран Заев, кој што наредуваше на тие министри во последните денови нивниот мандат брутално да кршат закони и да ги злоупотребуваат процедурите. Сето тоа ќе биде изнесено и презентирано пред јавноста, ќе биде јавноста запознаена со тоа, а останатото кој што го очекувам, работа исклучиво според законите, да ги заштитуваат законите, да го заштитуваат уставот на Македонија, се разбира во рамките на нивните можности и овластувања во овие 100 дена да направат нешто за граѓаните, жилава, тврдокорна и напорна работа во овие 100 дена, а потоа, после победата на 12 април новата влада на ВМРО ДПМН, очекуваме силно да нагазиме и Македонија да ја направиме држава со која што сите ние ќе се гордееме, а не да се срамиме како што тоа е денеска секојдневие.